Штип е првиот град во регионот каде што се отвори центар за аутизам. Иако центарот постои повеќе од 2 години, родителите постојано се жалат дека кадарот кој работи таму не е соодветен. Потребно е, велат тие, да се обрати поголемо внимание на нивната стручност, а истовремено да се испраќаат на семинари и обуки, каде што ќе можат да бидат обучувани по сертифицирани програми. Штип има центар за аутизам, дециден е штипскиот градоначалник, но потребно е да се вложува во него, со што овој центар правилно ќе може да ја обавува својата функција. Кадар недостасува, но и условите, како што сум информиран од луѓето кои што работат таму и кои што присуствуваат таму, дека тие услови не се доволно добри, ќе се обидеме да направиме објект кој што ќе биде корисен за таа категорија и затоа велам дека ни е потребно да направиме проекти со кои што ќе привлечеме и средства за да можеме да изградиме еден таков објект. Се работи за обуки, за поддршка на децата во делот на нивните креативни активности за времето додека престојуваат во дневниот центар за децата со аутизам. Иако Министерството за труд и социјална политика одлучи лицата со посебни потреби да добиваат и своји асистенти, невладините организации тврдат дека е потребно да се донесе закон со кој ќе се регулира статусот на асистентите. За да тоа се споведе, треба да има закон со кој што ќе се регулира кои луѓе можат да бидат асистенти. Значи, вака сега е едноставно пуштен повик, луѓе си имаат пријавено, меѓутоа тие луѓе немаат обуки за да бидат асистенти и за секоја различна категорија на лица со попречености треба различен обрик на асистент. Центарот за аутизам е со згрижувачки капацитет за 20 деца.